Почитувани во овие немирни времиња што светот го прават едно големо буре барут, како мевлем на цивилизацијската рана се појавува еден македонски антивоен роман со невообичаен наслов Столб што пее. Автор е мојот гостин Томислав Османи, што зад себе има оставено и напишано 30 објавени книги, проза, драми, сценарија, есеистика. Неговите романи се преведувани во домашната, но и во странската култура и уметност. Писателот и новинар Томислав Османи во романот Столб што пее уверливо ги открива и поврзува епохите, ликовите од милениум до милениум. Рецензентот уште напиша, во романот се појавуваат антички филозофи, христијански апостоли, бегалци од страдалните војни од Блискиот Исток, жестоко раздвоени брачни парови во обидите да ги преживеат војните времења од стариот век до 21-виот милениум. Добре да велам токму за Томислав Османи. Зошто Столб што пее и дали ова роман за историјата или за цивилизацијските предизвици? Ви благодарам на поканата и веднаш да одговорам. Столб што пее е практично наслов што произлегува од основната тема на романот, каде што еден столбец од првиот век на новата ера, најден во Мала Азија, е практично најстарата пронајдена инскрипција на забележана песна која може и да се пее. Столбецот што пее, меѓутоа пее се обидува да пее една оптимистичка песна наспроти цивилизацијата која што се одвива сосем поинаку. Така од вековите ни доаѓа една песна со убави и навеви, а во суштина добиваме векови потоа кои што навестуваат се потемни облаци на хоризонтите на цивилизацијата, се до денешен ден. Така романот има еден опфат од првиот век до 21 век и ја допира некаде и украинската војна. Тоа е роман за песната на добромислените луѓе, на поетите, на дидактичарите, на филозофите, на религиозните луѓе, на луѓето од дух воопшто, на миротворците и од друга страна тврдокорната, жестоката реалност на воинствената политика што еве се повеќе јакне во современиот свет. Вие меѓу другото видите дека ова обид за демистификација на миротворноста, хипокризијата, лицемерието на политичарите, па се до медиумите и модерните инфлуенсери. Дали бевте свесни кога го пишувавте овој роман за предизвикот со кој ќе се соочите, бидејќи работите кои што се случуваат денес во светот се менуваат со невидена брзина? Тоа е точно така, меѓутоа самата констатација дека работите се менуваат со невидена брзина е доволна за еден автор да почне да го промислува на тој начин динамички светот, да го промислува светот кој што се менува од ден во ден, а се менува не на подобро. Јасно е. Би било многу убаво кога би имале промени барем во синусоида, еден ден на добро, друг ден на полошо. Светот оди во една низдолница која што е опасна, која што е жестока и мислам дека во таа смисла и романот го промислува светот и судбината на цивилизацијата на таков еден начин. Постои една тврдокорна, една интелектуална, една слободно мислечка и самомислечка структура на луѓе интелектуалци главно и не само интелектуалци, и обични луѓе што сакаат да размислуваат со својата глава и сакаат да ги препознаат интригите на големиот свет во кој просто политиката учествува, ги шири, ги јакне и ги манипулира луѓето и судбините на луѓето, на народите и на малите држави како што е, да кажеме, и нашата. Вие во една прилика имате изјавено Македонија е земја на слаби лидери, на силни уметници и интелектуалци. Единствениот начин да се придвижи Македонија веќе не може да биде економијата. Економијата е таа каква што е. Структурата собственичка го прави тоа што го прави, нејзините гравитацијски моќи се многу силни. Македонија станува доминиум на бизнисмените, нели? Така таа е држава де факто во која што дури ни партизација не се случи, и партиите веќе стана собственост на моќниците, на финансиските моќници. Од тука овој хаос што ни се случува, таков е мојот впечаток, такво е моето убедување. Единствено културата, образованието
е можно да ги придвижи работите, да не извади од овој мртов колосек во кој не втурна политиката и воопшто лукративноста на моќните структури на Македонија. Дали ние функционираме на принципот на купи ден продај? Сведоци ли сме на политички лицемери? Да, ние функционираме токму така. Ние функционираме така, за жал, во секој домен, освен во доменот на профитот. Таму единствено купи ден продај и продај за добри пари и обсиромаши го општеството до тоа дереđe да не може веќе да се самоиздржува. Македонија, за жал, е во таква една ситуација. Значи, и за кој е виновен за тоа, нели така? Оваа констатација кажуваат многу умина. Би сакал да одам малку чекор понатаму и да кажам дека за тоа се виновни сите политички структури, како во изјавата што ја прочитавте, кои што во Македонија действуваат ега овие 30 постсоцијалистички години. Постоеше период во социјализмот, беше тоа, и колку да е тоа парадоксално, во суштина тој период беше многу подобар затоа што повеќе за културните работници, за дејствениците, па и за идентитетот исто така. Ние тогаш не сме имале проблеми. Постоеше една силна држава што идентитетот го штитеше меѓу другото. Сега, за жал, партиите секоја е на своја страна и тргуваат и со идентитетот меѓу другото. Едната со другата се конфронтираат и врз основа на прашањата на идентитетот и ја имаме оваа ситуација, ова ужасна кармакаша во која народот не знае на која страна да се сврти и на кое царство да му се, условно речено, да му пристапи, кого заправо да подржи. Господин Осман, и писателски, но и практично не познавате судбината на евреите во Македонија. 7000 се транспортирани од Македонија кон концентрационите логори во Полска. Дали станува збор за бугарските администратори или зборуваме за фашистите? Она што е сега актуелно во овој ми, колку недоразбирањата со Бугарија. Сосем ве разбрав. Кога еден администратор ќе собере 7144 души и ќе ги однесе во неповрат, ќе ги качи на воз по листи и потоа, ќе ги тормози 10 дена во Скопскиот монопол, од цела Македонија овие 150 и повеќе, бидејќи некои биле ослободени лекари, медицински персонали, така малкумина. И странски државјани, оние што имале државјанства на, ми се чини, на Шпанија, на Италија и така натаму и така натаму. Значи, какви се тие администратори што ќе однесат во неповрат, во гибел 7000 души и еден да однесат во гибел, евреите македонски ги однесе бугарскиот фашистички окупатор на Македонија, кој што исто така однесе во неповрат на истиот начин и уште ако не се лажам, уште толку луѓе од Тракија, од окупирана тогашна Грција. Така што за мене ситуацијата е јасна, се работи за фашистичкиот окупатор бугарски. Дали само за овој актуелен денешен современ момент ќе биде говор на омраза ако речеме дека станува збор за фашисти, за бугарите? Нема да биде, туку ќе по тоа го подразбираме не бугарскиот народ, не бугарскиот етнос, туку ја подразбираме историската бугарска држава во тој период. Бугарија има и други периоди кога таа не била фашистичка, но таа била фашизирана за време на условно речено на нацизмот, како што биле фашизирани и други земји, Романија, Унгарија и така натаму. Како писател, како новинар, како интелектуалец ве прашувам. Има потреба или бугарската страна бара да во делот македонските учебници каде што стои формулацијата бугарски фашисти, таа формулација да биде одстранета. Како ние би реагирале? Ние не треба да реагираме. Мора да бегаме од фактите? Ние не треба да реагираме така како што ќе би им удоволиле на бугарите. Тоа е нивни проблем. Нека пишуваат тие своји учебници во кои ќе тврдат тој аспект на нивното мислење. Ние имаме наш аспект, ние имаме наши трауми, ние имаме наши искуства, ние имаме наши доживувања. Пак, замислете в семејствата,
преживеаните на луѓето стрелани во Ваташа, што ќе помислат? Семејствата на народните херои што биле фрлани од затворите во окупирано Скопје. Што ќе речат за злосторите што им ги правеле на своите луѓе? Се работи за луѓе слободари, нели, знаменосци на слободата на македонскиот народ и на останатите југословенски народи со кои македонскиот заедно ја поведе таа борба и стигна до 100.000 армија која се бореше против кого? Против бугарскиот фашистички окупатор. Господине Османли, што му недостига сега на Балканот и на што се должи овој растечки национализам? На Балканот му недостига вистинољубивост и му недостига искрена соработка. На Балканот му недостига искрена поддршка на моќниците од една страна на Европската Унија и од друга страна на западните партнери во поширок контекст пред се на силите кои што се представени еве меѓу другото во НАТО, значи на Америка пред се. Сведоци сме на едно перманентно играње безкрајно околу интересите на големите сили кои се практично стануваат, се иновираат на Балканот како во времињата од пред еден век. Тоа заплашува, бидејќи пред еден век потоа уследија војни, не дај Боже да е така, мислам дека структурите се сега поинакви. Задоволен сум што Македонија влезе под и јас, како и многумина други, под чадорот на НАТО. Тоа е една гаранција за нејзината безбедност. Меѓутоа, незадоволен сум сосем од пимплањето што перманентно се извинувам за терминот, но навистина во овој момент не ми паѓа никаков друг термин во врска со начинот на опходење на Европската Унија, која што перманентно ветува и перманентно не држи веќе четврт век надвор во предворието на Европа. Следите Тренка, мој соговорник е писателот и новинар Томислав Османли. Господин Османли, во една прилика ќе пишете: светот страда од практицирање на демагогија и распалена омраза, којтоа го подгрева омраза меѓу граѓаните. Оваа ситуација сега бара едно сплотување, еден демократски диалог. Јас не велам дека од сега натаму партиите ќе се пацифицираат, ќе се гушкаат и така натаму. Ќе остане политичката борба помеѓу нив, ќе остане и критиката, и таа е добра и здрава е. Меѓутоа, ваков анимозитет кој што постои на ниво и на веќе конкретни искази на лидерите на партиите не води никаде. Таа политика е погрешна. Таа политика ги задоволува деструктивните фактори што постојат и во земјава, а богами и оние што постојат во окружувањето, па богами и пошироко исто така во европските контексти. Оние што, како што реков преска, не сакаат да не видат дел од Европа, секој од своји причини. Дали вака натрешно раскарани всушност им правиме услуга на дел од земјите од нашето окружување, па и европските партнери? Меѓу другото, дана зломислените. Таму имаме исто така и пријатели, и во соседството исто така, а и во поширокиот контекст. Треба да ги јасно да ги препознаваме кои се искрени пријатели и кои лукаво не удираат по плеки, пријателски Божем, а во суштина не го сакаат злото и едноставно одложувањето на нашата судбина, останувањето во ова предворје, во овој лимбо, во кој што се наоѓаме веќе 30 години. Ние требаше да бидеме многу порано евроасоцирани. Во Македонија беше пример за тоа, со политиката на председателот Глигоров, беше пример за една пацифицирана земја. И потоа не се случи 2000-та година. Просто како од небо да падна целата ситуација. Правата на албанците во ред, апсолутно, неопходно е за нив да се зборува. Тоа правата на албанците требаше да бидат права кои што политички ќе се решаваат, а не по пат на војна. Но добро, се случи што се случи и сега сме во оваа ситуација, практично со последица една да бидеме поистоветени како зона на немир, на неспокој и на воени дејствија, како во останатите земји. Никој не ве прашува кои беа причините за судирот во Македонија, кои беа во Босна, како беше тоа во Хрватска и така натаму и така натаму. Сите велат во Југославија, во екс-Југославија, во сите нејзини поранешни републики се водеа војни.
И тоа им е на некој доволен аргумент за да кажа дека сме воинствени и дека практично заради таа воинственост имаме проблеми со асоцирањата. Господин Османли, го гушкавте ГТЦ и натаму ви останува впечатокот дека македонската метропола е всушност гнездото на урбаната мафија? Па останува впечатокот, бидејќи тој се потврди. Огромното разочарување по гушкањето на градскиот трговски центар е во тоа што де факто ништо не се смени. Се смени власта, меѓутоа новата власт не смени апсолутно ништо. Барем еден споменик, еден беше додуше поместен, тоа е оној на ќосето пред судовите, тој беше навистина јади чемер и срам за овој град, меѓутоа ништо не се смени. Бизнисмените останаа да действуваат во градот, да го контаминираат, да градат диво и така натаму и така натаму. Градот почна да се продолжи да се задушува и така натаму, во суштина ништо. Цека остана таква каква што е зградата, ниту еден кубус не беше соголен за да се види старата структура. Доаѓаат сега нови генерации кои што и не знаат дека таа зграда изгледала сосем поинаку, не онака китњасто како една како се вика шампита, нели, често така ја викаат. И во суштина која е разликата меѓу владата на Македонија и меѓу зданието на ВМРО ДПМН? Истата структура, истата архитектура, истиот шмек, истата таа шекерлема и на едната и на другата страна, со тоа што на другата страна е власта која требаше да го покаже ова што го кажувам. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам и јас. Поштовани гледачи, тоа беше Томислав Османли, писател и долгогодишен новинар.